Го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е вице-премиерот за спроведување на Охридскиот рамковен договор, господинот Муса Џафери. Господине Џафери, вистина ли е дека секторот за имплементација на рамковниот договор е еден од најпрофитабилните со оглед на тоа што преку него се реализираат вработувањата на сите албанци во државната администрација? Прво, тоа е шпекулативно и за почит за вашиот медиум прифаќам да се расправа и јас сечавам дека еден пратеник од опозиција поентираше, шпекулираше преку тоа дека најпрофитабилен е секретаријатот кој има најскромен буџет. И тоа за некои студии, анкети, вработувања, менаџирање на процесот на вработување, и тоа е шпекулативно и со обид да се поентира или да се злоупотребува позицијата на како пратеник во собранието. Дали се тогаш шпекулација и гласините дека за да стигнат до посакуваното работно место, некои од кандидатите се подготвени да платат и до 3000 евра? Како го коментирате тоа? Види, јас не сакам тоа да го коментирам. Тие кои инсистират на тоа треба да бидат малку по-транспарентни према јавноста. Тоа е скандалозно, тоа е претерано шпекулативно. Никој пат немало такви притисоци, нема да има. Во најмала рака треба да се појават кај институциите тие кои некој им врши таков притисок за да се добие работно место со таква понуда. Во обидот да се воспостави соодветна и правична застапеност на сите вработувања во органите на државната власт, се зборуваше за постоење на голем број албанци кои што се на платните списоци, а реално не одат на работа. Му ставивте ли крај на ваквиот тренд, министре? Видите, јас мислам дека тоа би било неадекватно да се нарекува дека стојат во платни списоци. Тие се по сите процедури, по наши закони се примени во работен однос. Тие се распределени во работно место, треба некаде каде најадекватно е. Знам дека точно е дека има таков број кои нашата администрација има тешкоти заради X причини да ги распределува во адекватни работни места. Тука и територијалниот аспект се подразбира дека во главниот град е најголемиот број на административци, ама има такви кои со таква, например, воопшто со таква плата не би можеле да издржуваат. Тука има еден дел за критики и мислам дека ние вршиме напори тоа да се заврши. Дали тие луѓе земаат плата? Тоа е нормално дека тие примат плата, пошто тие се, реков, по сите процедури, законски процедури се примени и се подготвени да се пријавуваат на работа. Ние ги евидентираме како надлежен орган, вака од формалниот аспект, пошто се примени преку секретаријатот, доаѓат да се пријавуваат и направиме и вршиме селекција кој каде би можел да биде вклучен во ефективно работно место. Зошто и покрај критиките за гломазна и неефективна администрација, постојано гледаме јавни огласи за вработување во државната администрација? И ние уставно и преку рамковниот договор ја имаме таа начела која е многу клучна за правична застапеност во сите државни органи и така натаму, и албанците и другите заедници се уште не се застапени така кажено адекватно. И значи ако има нови примања преку над тоа што би требало да звучи застапеноста, треба да се обратите кај другите институции кои држат тоа одговорност заедно со мене, зашто би која е потребата за да се примат нови кадри, што подразбира дека тоа ја прави уште потешка таа избалансирана
правична застапеност во нашите институции, во нашата државна администрација. На кои институции конкретно мислите? Например, може да се обрати до финанси, до Министерство за информатично општество и администрација, најточно таму, пошто тие се занимаваат со администрацијата од законскиот аспект, каде има потреба, каде нема, каде има вишок, како треба тие да се распределува за да биде поефикасна администрација, кој вид на обуки би требало да се спроведуваат и така натаму. Ако Охридскиот рамковен договор е, како што велите, база за зајакнување на мултиетничкиот карактер на една држава и за унапредување на односите помеѓу етничките заедници, зошто тогаш постојано ни се случуваат меѓуетнички инциденти? Јас мислам и има многу аргументи дека рамковниот договор, Охридскиот, е минимална база што им треба на Република Македонија. Мислам, ако ние треба да се понашаме вака одговорни, треба да ја почитуваме, треба да ја имплементираме, треба да ја гледаме како основа која им помага на нашите институции и општество да се демократизираме понатаму и е добра основа ние да се вклопиме во европскиот стандард, да се интегрираме во регионот и така натаму. Малку околу односите во владината коалиција. Не е непознато дека и во минатото имаше недоразбирања по одредени прашања помеѓу двата коалициони партнери. Последен пример е и владината седница за Југохром, на која, барем според пишувањата на медиумите, расправата ја достигнало критичната точка. Затоа ве прашувам колку е стабилна владината коалиција. Видите, првото е природно што има недоразбирање, што има разни разгледувања, заради тоа што од почеток имате две коалиции или две големи партии, без разлика на тоа, со две изборни програми и тоа треба да се создава една заедничка програма, владина програма, која треба да биде документот кој ги поврзува и во текот на мандатот нормално ќе се појавуваат и други теми и ќе има различни разгледувања, ќе има дебата и така беше и последната тема и јас мислам дека тоа е здраво и ќе има такви различни разгледувања и се бара секој пат во секоја коалиција да има компромисно решение. Вистина ли е дека премиерот Груевски на таа седница побарал од министрите на ДУИ да ја напуштат седницата затоа што не се согласувале со одредено прашање? Види, прво ми е жал што некој создава таква перцепција, пошто вие ако поставите вака тоа прашање, мислам дека тоа е од некаде кој сака да наметнува уште потензична дебата за некои X причини или цели што и нашата политичка култура и нашето запознавање како две групи што долго време, доволно време беа во заедничка коалиција, не се дозволува да дојде до тој ниво или да падне нивото заради тоа да биде една многу демократска отворена расправа за една тема која за сите граѓани до тој степен да се раскарат. Не може да се прејудицира која ќе биде најчувствителна точка каде може конфликтот да оди до тој степен што нема више простор за заедничко да се менаџира, ама најбитно е што има заедничка програма, владина програма која треба да се почитува. Кога тоа нема да се почитува, тогаш постојат елементи дека не може да опстои ова коалиција и треба да се барат други решења, што е многу нормално и легитимно во сите држави и сите општества. Ви благодарам што бевте наш гостин. Хвала и на вас. Вам почитувани ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување за 7 дена.